very moving because, of course, this is the feast day of the monastery, and in addition we have this... Ovde je mnogo dinamično zato što je praznik na manastирот, а имавме специјална церемонија на замонашување во кој му се даде нов завет на монахот да живее за Христа. Се демонстрираше традицијата на православната вера која што е стара многу векови и која ги овозможува рацете на сите народности. Денес, драги мои, е мал велики петок. Денеска црквата го слави мал велики петок, на велики петок Христос Спасителот наш беше разнат, беше понижен и беше убиен. Неговиот прв апостол, последниот пророк, првиот евангелист, првиот маченик, првиот исповедник, првиот исповедник на верата Христова, на учењето негово, на денешен ден му е освечена главата. Кога апостолите му кажува на Христа Бога дека Јован е затворен и дека е убиен, дека му е освечена главата, тогаш апостолите помислива дека Христос ќе направи чудо. А вие знаете дека со еден збор мртви воскреснуваше Господ. Со еден поглед кон човекот кој ја излекуваше неговата болест. Само да се допреш до него. Го знаете Евангелието со крвоточивата жена. Она трчаше во толпата на народ и си мислеше и велеше: Господи, само да се допрам. Само да се допрам и ќе се излечам. И навистина, само што ја допре одеждата негова, таа почувства дека крвотечението престана. Така, драги мои, апостолите гледаа постојано со него, ги гледаа сите чуда, очекувала Христос да направи нешто. Но Христос се оддалече со апостолите. Се оддалече и отиде на мирно, на пусто место. Клекна и се молеше. Каков пример ни дава Господ, драги мои, кога ни е најтешко, кога ни е најболно, ни вели: одете некаде насамо. Одете насамо, оставете се и разговарајте со мене. Повикајте на мене. Јас сум лекарот на лекарите. Јас сум тој кој ќе го облагороди твоето срце, твојата душа. Монаштвото во Македонија почна да се возобновува во 1993 година со доаѓањето на отец Партени, кој е сега игумен во манастирот Свети Јован Бигорски, и владиката Наум. Тие со монашки чин од Светагора се вратија во Македонија. Сега монашкото братство во Македонија брои 100 лица кои живеат и служат низ македонските манастири. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobою. Blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod
Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši. Tebe Tebie blagodarim, poveljeno je tajno prije razumje, krov je i Josifov vjenčanijem predstav, besplotni glagolja neiskuso bračnjej, priklonivi skoždenije nebesa, mješčajec ja neizmjenove spja, jegože i vidja blažesna tvoji, prijem šaravi zrak, užasaju sja zvati tebje. Raduj sja nevjesto, ne nevjesna ja. Според братството во Бигорски, монаштвото е плод на покаяние на еден народ, со тоа народот има молитвеници пред Бога, манастирите се духовно прибежиште на еден народ. Секојдневно во манастирот, каде што може да се види автентичното православие, бројката на верниците е се поголема. Послушай